Од Македонија се бараат нови отстапки во делот на националниот идентитет, иако земјава изгуби неспоредливо многу во однос на земјите кои изминатиот период се наде од Европската Унија, вели поранишниот вице-премиер за европски прашања, откако Брисел порача дека нема план Б за Македонија и уставните измени мора да се спроведат. Нејасно е како Европската Унија истакнува дека има план Б за членството на Украина, доколку таа е блокирана од држава членка на Европската Унија, а нема план Б за Македонија, која што повеќе од 20 години е во процесот на приближување кон полноправното членство на Европската Унија. Најдобриот показател дека Европската Унија е посветена на овој процес ќе биде доколку самата Унија најде механизам да го заобиколи унилатералното вето од страна на незина држава членка, особено кога тоа не се однесува на исполнување на критериумите од Копенхаген. Наумовски е дециден дека доколку продолжат ваквите пораки на европските челници, драстично ќе опаѓа довербата во Унијата и може да го забави процесот на исполнување на реформите. Македонија најдолго го трча овој маратон, споредбено со сите други држави од Централна и Источна Европа и некои држави од Западниот Балкан. Може би требало и самите носители на овие функции во Европската Унија да се потсетат какви се отстапки направи Македонија во минатото и после повеќе од 20 години државите од Западниот Балкан се уште немаат јасна перспектива за полноправно членство, а истовремено европското членство им се ветува на држави како Украина и Молдова, кои што не се ни оддалеку во процесот на исполнување на копенхагенските критериуми, какви што се државите од Западниот Балкан. По Брисел и американската амбасадорка Агелер во интервју за Фокус им испрати порека на македонските политичари дека без разлика дали се во опозиција или на власт, партиите треба да се фокусираат на унапредување на благосостојбата на целата држава, не само на една група. Вели дека и покрај големите отстапки кои Македонија ги направи, одлуките колку и да се тешки мора да се донесат. Според Агелер постои силна поддршка во Брисел, а македонските лидери мора да ја искористат можноста пред да им избега. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.